Прва половина на октомври, оптимални услови за старт на есенската сеидба. Во Пелагонискиот регион дел од земјоделците имаа купено семе и веќе ги подготвуваа нивите. За добар род внимаваат да е сертифицирано, а потоа и добро наѓубрано. Вршиме припрема, беше посејано сончоглед, го таниравме и сега ќе ораме за припрема за пшеница. Овој земјоделец од Прилепско Тополчани се обидува да живее и од сточарство, но чував 20 крави, од 20 сега 5, затоа што млекото не е исплатливо. 20 денари млеко и субвенции 3,5 денари, 23,5 денари, а млекото е 90 денари, јогуртот кило е 80, многу голема разлика и затоа не ни се исплаќа да ја држиме повеќе крави. Стигнуваат ли редовно субвенциите? Субвенциите стигнува, ама тие што се малце према потребите на работата, исхраната, скапа храна, луцарката е скапа, треба да се произведи. Субвенциите се важни за земјоделците. Секоја задоцната исплата води кон неизвестност, па и неодржливост на производството. А право на субвенции има речиси секој регистриран земјоделец или околу 80.000 корисници. Но субвенциите се важни и за сите даночни обврзници, бидејќи според податоците што ги добивме од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, годишно буџетот го чинат околу 110 милиони евра, или во последните цели 5 години од 2017 заклучно со 2021 година исплатени се 552 милиони евра за субвенции во земјоделството. За да се добие парче од колачот, во моментов не се бара многу. Треба да бидете регистриран земјоделец, да немате долг за вода или други давачки и да докажете дека земјиштето што го работите или животните што ги одгледувате се ваши. Кај животинското производство и така, но кај растителното, најголем дел од субвенциите се делат според површина и културата што е засадена, а не според количината и квалитетот на производството. Сега владата сака да направи реорганизација на системот со цел поголем дел од субвенциите да се добиваат за произведеното. Значи, ако за кај нас 1 хектар субвенција за лозов насад е 40.000 денари, во Хрватска или во Словенија, као најблиски примери ќе ги дадам, за да дојдеш ти до 40.000 денари за твојот хектар лозов насад, треба обавезно да имаш кроење на зелено, обавезно. Почитување на агротехнички мерки, вкрстена сообразност и така натаму 300 инспекции за да дојде до некоја таква фаза. Че основната субвенција за лозов насад, што кај нас се категоризираме како 40.000 денари до сега, основна тама е 200. Со PowerPoint презентација и примери како е во Европската Унија, владините представници од ресорот земјоделство ги презентираат измените пред земјоделците. Една таква средба се одржа во општинската зграда во Кавадарци, а во фокус, разбирливо за регионот, беа лозарството и овоштарството. Државните представници објаснуваа дека не се кратат парите за субвенции, но ќе се делат по други критериуми. Дел од парите ќе се добиваат како досега за површина на насадот. Остатокот, за да се дојде до сегашната поддршка, ќе зависи од произведеното, што пак ќе се докажува со фактури од откупувачите. Основните субвенции остануваат исти по сегашните што се? Или се само 30% од сегашните? Плюс има ли ограничено граница колку од хектар по килограм грозје треба да се произведе за да се фати дополнителната мерка? За основната субвенција, што викаме 30%, или 12.000 денари. За дополнителната 28 може да се искористи ова декларација, каде што вие прикажувате колку аво производство имате. Каков документ ќе земам јас, например, од ЕСИ? Од Рос или од Муса, од Струга. Како? Мене тоа не ми е јасно. Сега, значи... Ви викате 30% ќе ми дајте до нова година. Ресто како ќе го добиете? Значи вака, ако те разбрав, вие имате производ кој што никој не ви го откупува, вика нема на кога да го дадам, така ли? А второ е на прекупците. На прекупците. Не се регистрира. Без документ. Значи тој што сака да го откупи, а не е регистриран, ќе отиде, не знам кој има овдека регистриран. Или Росоман, кој е таму, не е битно X. Фирма, ќе си ги откупи преку него. Не откупува никој жив. Види вака, сега... Ако не се прекупците, па сето има да го фрлиме на година, шо споруите? Така е, Чичо, така е. Шо споруите? Ама кои се Ја тие... имам проблем со кајсијата.
Добро. Со кајшијата уросама му носиш на тие што има регистрирано за извоз. Па те прави будала. У ја исто вакно бар. И су принуден да му дадам на еди кој си. Принуден. Как ќе докажам? Ај как? Кажете ми, ево одговорите ми како ќе докажам. Дали и како ќе бидат земени предвид овие забелешки на земјоделците, не успеевме да добиеме став од надлежниот министер за земјоделство Љупчо Николовски. Имавме договор да направиме интервју со него по средбата во Кавадарци, но тој пред земјоделците и пред нашата камера се појави само за поздравниот говор, пошто замина и не се врати. Остана на директорот на платежната агенција да ги брани причините за нов модел на субвенции, како на пример дека сега нема начин како да се контролираат сите добитници на субвенции. Едно е да правиш 7% контрола на 30.000 баратели, као што има, не знам, Словачка, Чешка, тие држави ги знам, кои што им ги знам примериве. Едно е да имаш ти контроли 7% на 70.000 корисници. Опфаќаш многу мала категорија, која што и кај мала категорија резултатите се фрапантни, ама и луѓето кои што има разлики од 30 до 100%, кои што разлики според Закон за земјоделство и рурален развој рефлектираат одредени санкции, понатаму беше огромен. Огромен и таа категорија нас ни е важна да ја фатиме и да ја исклучиме од субвенционирањето, а да се насочиме кон она што навистина се занимава со земјоделство и навистина обработува. Со новиот модел ќе се направи ревизија и на тоа што се ќе се субвенционира. За грозјето нема дилема дека ќе остане на списокот, но одредени култури во овоштарството ќе отпаднат. Дополнителни субвенции, например, повеќе нема да се исплаќаат за малини, капини, боровинки, калинки, мушмула, дуња, бадеми, ореви и костени. Во сите други гранки гледаме дека има едно раздвојување околу тоа дали ти одгледуваш куртова капија или одгледуваш морков. Што ни е важно и дали ни е еднакво важно, ќе се согласиме дека не ни е еднакво важно и нема да го третираме веќе еднакво, зашто во моментот тој што одгледува и тоа зема исти субвенции. Професорот и поранешен декан на Земјоделскиот факултет Драги Димитриевски се согласува дека македонската земјоделска политика треба да се прилагоди на европската, но стравува дека власта ќе го воведе новиот модел на субвенционирање на брзина и без анализа, што пак ќе ги погоди земјоделците. Димитриевски вели дека ресорното министерство треба детално да образложи како ќе го спроведе субвенционирањето и од кои фондови ќе се обезбедат парите. Колку што слушнав, дека дополнителните плаќања ќе одат од гарантниот фонд. Односно од интервентниот фонд, пардон. Ама интервентниот фонд гледаме дека не ни е позициониран законски. Тој е сега со законот за буџетот за оваа година. Ама тоа треба другачие да се среди. Не ни е донесен законот за заедничка организација на пазарите или Common Market Organization. Треба да се донесе за да одредени подсектори не пострадаат во таа трансформација. Да речеме, лозарството во моментот добива 45.000 по хектар за одржување на насадот. Ако го трансформираме во шемата за единствено плаќање, ќе падне, можеби, не знам, на 13.000 или 15.000 денари. Ќе се загубат сериозни средства тука. Во изработката на новиот модел на субвенции се вклучени и представници на земјоделски здруженија. Председателот на Асоциацијата на земјоделци Петар Стојковски вели дека е рано да се зборува за ефектите, но како позитивен пример ги посочува годинешните дополнителни мерки што се спроведува како пилот проект за зрнестите култури. Мерката која што беше воведена, дополнителни субвенции, покрај редовните зборуваме, значи дополнителни субвенции, мораме да го кажеме како позитивен пример дополнителните субвенции за сончевир и за пченка, според мене вложи во плод, затоа што се посеа доста поголеми, повеќе површини во зависност од прошлата година и сончевирот и пченка. Тоа значи сепак можда не целосно, меѓутоа делимично сме задоволни од она што дополнителни мерки воведе владата на Република Македонија. Новиот модел на субвенционирање веќе го помина владиниот филтер. За да стапи на сила од јануари како што планира владата, треба да помине и низ еден друг филтер – земјоделците. Барем од она што ние го видовме на терен, тие засега не се воодушевени.